Јас имам многу тешка задача вечерва. Треба да говорам за еден извореден детективски роман, но не смеам да говорам премногу. Велики најлесниот начин да ви го расипам читањето е да ви го раскажам целиот роман. Се разбира, тоа е невозможно, бидејќи станува за одличен детективски роман, кој не може да се сведе на 5 минути раскажувања или на 10 минути раскажувања. Станува збор за многу возбудлив роман. Порано кога во киносалите имало млади студенти кои ги воделе гледачите до нивните места, доколку не го добиеле саканиот хонорар, символичен се разбира, но сепак доволен за да се покаже внимание и почит кон нивниот чин, нели знаеле да шепнат адвокатот е убиецот. И на тој начин да им го уништат гледањето на да речеме еден детективски филм. Јас нема да ви го откриам убиецот, се разбира, бидејќи во насловот на овој извореден роман се споменува зборот убиство, нели, во хотел Босфор. Се разбира, секој што ќе го земе в раце, прва е асоциацијата на некој од класиците на детективскиот жанр, дали убиството во Ориент Експрес, нели едно неодмиливо дело, но веднаш кога ќе почнеме да го читаме овој роман, имаме чувство дека в раце држиме книга од таков калибар. Значи силен, многу внимателно, многу мајсторски напишан детективски роман, во кој може да се каже дека имаме наслојки на и други видови роман, не само на детективски роман. Пред малку, ете, ја слушнавме едукацијата на авторката, која мислам дека е многу битна да се... Јас тоа не го знаев до вечерва. Значи, дека Есман Ајкол, меѓу другото, е специјалист за разводно право, и тоа споредбено. Мислам дека тој податок може би го насетив читајќи го романот. Станува збор за многу слоеви детективски роман. Се разбира, цело време од првата страница ја држи нашата концентрација до последната. Многу убаво е напишано, не ќе можете да испуштите од раце. Пред малку со неколку пријатели ги споделивме своите читателски искуства, дека на вистина никој од нас не можел да ги испушти од раце. Јас пред 2 викенди имам многу обврски, морам да пишувам 2 текста паралелно за 2 научни конференции, но реков, ај прво пред да почнам да пишувам да го земам романот и мислев малку да прочитам, па потоа да продолжам, но веруете не можев. Не можев исто така да го испуштам од раце, едноставно напишан е толку возбудливо што луксус е дури и вода да се напиете. Се разбира, се напив и вода, но накратко, само претрчав до кујната и назад. Значи, клучниот елемент на една добро раскажана детективска приказна е тука запазен. Суспензија. Постигната уште од првите сцени. Мислам дека романот е многу битно веднаш да кажеме, Босфор не случајно е споменат, е еден роман напишан со огромна љубов за Истанбул. Мислам дека ние смеете, не ни знаев за оваа убава коинциденција дека авторката има и потекло од Македонија, но мислам дека и ние сме сите секој на свој начин и љубеници во тој град кој навистина како да е измислен за детективска приказна. Самиот во себе крие толку многу мистерии и романот може да се чита на многу равништа. Прво се разбира како една детективска приказна. Но веднаш работите стануваат по-комплексни и по-комплицирани, ако имаме предвид дека првиот роман од оваа крими серија, нели, од 4 романи, оваа тетралогија веќе, Кати Хиршел, дека всушност, како што беше пред малку споменато, дека таа е пасиониран читател на детективски романи, згора на тоа, дека таа и поседува книжарница во која што единствено и таква литература се нуди на читателите. Ситуацијата, значи, веднаш со самото тоа што имаме наратор, нели, лик наратор, кој е пасиониран читател на детективски романи, станува веднаш по-комплексна.
веднаш имаме еден вид метадетективски роман. Зошто? Бидејќи главниот лик слично како да речеме во некои примери, затоа реков овој роман е далеку покомплексен од тоа само да го наречеме детективски роман. Да речеме првиот голем модерен роман на европската литература практично следи една или трасира една токму ваква матрица. Ке се сетиме, се разбира на Алонсо Кихано, кој охрабрен од витешките романи самиот сака да влезе во подвигот, да проба и тој да биде витез. Нешто многу слично, нели, ке се сетиме на Ема Бовари и на многу други вакви, навистина, многу комплексни ликови. Воопшто не е лесно да се пишува роман за таков лик. Овде се разбира тука може да се насети еден многу битен аспект на овој роман, а тоа е хуморот. Не е само детективската потрага, а се разбира сите насетуваат дека се разбира дека Кати не може да издржи да не стане еден вид детектив. Нели, тој што чита детективски романи, а тоа еве ќе ви прочитам сосема мало од една мала одломка, вели во еден диалог, вели, и тоа внимавајте, таа говори со еден детектив кој го истражува посоченото убиство, нели, од насловот, крајно бизарно, крајно мистериозно убиство за кое што полицијата не може да најде клуч, се разбира, за да интригата биде уште поголема. И во тој диалог со тој детектив кој се открива дека и самиот е пасиониран читател на детективски романи, значи веднаш имаме една како кај Сервантес едно множување на плановите фикција стварност и еве еден мал дел од диалогот. И вие сте читател на детективски романи, поради тоа мислам дека ќе ме разберете. Знаете, читателите на детективски романи се луѓе кои секогаш длабоко во себе посакале да бидат детективи. Всушност и ние сме вовлечени посредно и многу така се на многу фина доза на хумор во оваа игра. Значи Патем кажано меѓу редови во овој диалог ни кажува и ти читателе и ти сакаш да бидеш детектив. Сите ние сакаме да дознаеме кој стои можеби за тоа убиство. И баш пред да дојдам тука прочитав една многу убава најава на интернет, на социјалната мрежа, токму најавата за овој настан, дека во еден добар детективски роман буквално секој збор, секој сигнал треба да биде добро дозиран. Секој пасаж, секој опис да биде на вистинското место. Мислам дека бргу ќе се уверите, не мора да читате, да ги читате сите 200 и нешто страници. Мислам дека уште на 20-тата страница ќе и многу порано всушност ќе сватите дека држите таков роман в раце. Затоа многу се радувам што ете оваа награда ново востановена, така ли? Ете оди токму во рацете на нашата авторка вечерва. Фактот дека овој роман за кратко време ги освоил голем број читатели, меѓу нив знам и неколку предмалку ми соопштија дека поминале многу убави читателски мигови со овој роман. Истовремено ми дава за право да се надевам, исто како пасиониран читател на оваа книга, дека наскоро еве издавачот ќе не пожести со продолженијата или со другите 3 дела од оваа тетралогија. Истовремено сакам да упатам и комплименти и до преводот на Туфај Сейфула. Сакам да упатам честитки, се разбира и до издавачот, што се одлучил во оваа убава серија бројот 44 да го има убиството во хотел Босфор. И ако не се лажам, се уште не ви го открив убиецот, нели? Тоа станува на вас. Се разбира, романот, ако реков дека е слоевит, морам да кажам барем 2 реченици зошто го сметам за таков. Не само затоа што се игра на плановите фикција стварност, не само што е еден од можеби најубавите романи во последно време посветени на Истанбул, туку и заради два други аспекти кои за мене како проучувач на литературата и компаратист се многу маркантни и многу добро проникнати во романот. Првиот аспект е секако родовиот.
Ете, овој податок што го слушнав споредбено разводното право во Турција и во Германија, секако дека тука се отвара и втората тема, а тоа е имаголошката тема. Како Истокот го гледа Запад, како Западот го гледа Истокот, како тие се проникнуваат преку протагонистот, преку ликот на Кати Хиршел, која првите години од својот живот, не само што е родена и пораснала прво во Истанбул, па потоа долго време била во Германија, па потоа одново се враќа и сите и се чудат од Запад што толку се влюбила во Истанбул, како можела 13 години да живее и така натаму. Овие две практично родовата и имаголошката позиција во овој роман се неразделни и што е најубаво се неразделни од детективската истрага. Тоа не е роман есеј за овие прашања кои се многу возбудливи, многу битни и така натаму, особено мислам дека посебно оваа тема за родовите односи, за жената денес во денешниот свет на еден многу убав начин. Сега можеби нема да ви откриам кој е убиецот, но можеби нема многу да погрешам ако ви дадам индици да насетите кој е вистинскиот детектив во овој роман, но нема тоа да го сторам. Самите можеби го насетивте. Така што уште еднаш би сакал една повеќекратна честитка на крајот да упатам. Пред се разбира првото авторката и како лауреат на убава нова награда на издавачот и се разбира на сите досегашни и зошто да не и на идните читатели и детективи. Благодарам. Сега може би било убаво и еден мал разговор. Мислам, кога имаме ваква привилегија да зборуваме за романот во присуство на авторот, на овој случај Есма Айкул, може би било убаво, пред малку дискутиравме со Жарко, може би било убаво и да слушнеме авторката на овој роман. Практично првото прашање доаѓа де факто од публиката, пред да го започнеме овој убав чин на промовирање на романот. Беше упатено едно многу битно прашање околу изворите за идејата за овој роман. Дали исто така и писателката го има тоа искуство на пасиониран читател на детективски романи, значи кои се незините можеби интересни за First of all, I want to tell how happy I am to be here. As Vladimir already told you, my grandparents, paternal grandparents, are from Macedonia, from Kumanovo. And this is my first time in Macedonia. I'm so terribly happy to be here. Дали се да разбирате? Дали има потреба од превод? Дали има потреба? Ако има, кажете, ако не треба. In this one or this one? So I am very happy to be here and thank you very much. Да, секако дека ги е драго што е тука и прв пат во Македонија, вече корени од Македонија. Нејзиниот дидо е потекло од Куманово и сретнаш да се назначила. And to the question, I started reading crime novels as a child. My mother was a crime novel fan, and I started when I was 10. I started reading Agatha Christie's, and it didn't end. And when I decided to write a novel about the similarities and differences between two cultures, between the German and the Turkish culture, I thought it might be best packed in a crime novel, because I like crime novels because they no, it's fine. Okay.
you just turn the pages while reading a crime novel. And I like that simplicity. I like the simplicity of the style and the language in crime novels. So I thought it might be a crime novel. And all of a sudden, one day when I was sitting in a cafe in Istanbul, I saw Kathy Hirschel in front of me. She was just standing there, very much willing to tell her story. And maybe we should make small pieces. Јас уште од мала започнав да читам криминалистички, односно детективски романи. Кога бев дете, ја засакав Агата Кристи и кога се решив да напишам еден роман кој што ќе ги отсликува разликите помеѓу Турција и Германија, односно нивната култура, во тој момент јас решив дека ќе напишам криминалистички роман, бидејќи ги сакам детективските романи и тие за мене се доста едноставни, особено кога станува збор за јазикот. Еден ден кога бев во Истанбул, видов додека седев во еден кафич, забележав личност која што просто сакаше да ја раскаже нејзината приказна. So the idea was to set a novel in Istanbul with a German protagonist and to tell about the differences, the similarities between two cultures, and to tell how do you feel as a foreigner in a completely different society. And then afterwards, I went to Germany to write a PhD in law, and the idea for the first book came, and I started writing it down. Тогаш решив дека сакам да напишам приказна која што ќе има во својата средина германски протагонист, но која приказна која што сепак ќе се случува во Истанбул. Сакав тој роман да раскажува како е да се биде странец во различен вид на општество, односно во Истанбул. Подоцна кога заминав во Германија за да го направам својот докторат по право, решив да го започнам и пишувањето на романот. Токму тоа визура може би било интересно, дали има разлики во рецепцијата на вашиот роман во Турција и во Германија? That's a nice question. In Germany, I do a lot of readings. I go from places to places, and one of the questions, especially when after the first book came out, one of the questions the German readers used to ask me was that was why I chose a German character, why I chose to set a German character in Istanbul. They thought I chose Kathy Hirschel as a German because no Turkish woman was so free to live like Kathy Hirschel in Istanbul. She shouldn't be Turkish, they thought. That wasn't true actually. When it was the year 2001 when the first book came out. And Turkish society was much more modern and open than it is now. But now, after I've written recently the fourth book came out, and Turkey is getting such a more and more conservative society. I think maybe if I had written the first book now in 2016. Maybe that was the reason why I chose. That would be the reason why I chose a German character, because I myself, for example, as a woman living alone in a Muslim society, it's becoming a Muslim society each day. Maybe it's not as easy as it was before. Во Германија